Нели добиваш диагноза за која прв слушаш во животот, отвараш Википедија, интернет и прво нешто што вика е дека се умира од таа болест. И шок. Ние ги шверцувавме лековите и додатоците во исхрана, бидејќи за овој синдром се беа потребни дополнителни додатоци во исхрана. Она што најмногу фалеше беше некој да прашам кој поминал низ тоа. Немав буквално никој со кој можам да споделам чувствата што ги имам, стравовите, незнаењето, нели паника беше сега што ќе јадам, како ќе јадам, па терапијата, па дали ќе ми делува, нема да ми делува. Она беше страшно кога докторот рече терапијата е основна. Се додека ја прима терапијата, нема гајле. И мајка ми нели вика, што ако нешто не е во ред, не може, па ќе умре. И така на многу брутален начин ни го кажа тоа, ама беше страшно тоа нели во тој момент. Јас на 20, околу 20 години појавив први симптоми. Станува збор за таложење на бакар во организмот. Значи, она што еден нормален организам го исфрла преку храната, нели што го внесуваме бакарот, во нашиот случај, тоа организмот едноставно така не функционира и бакар се таложи на главно на црниот дроб и на мозокот. После диагнозата во Виена, со години веќе не ни доаѓав на клиника затоа што ме водеше докторот Виена, кој беше на вистина прекрасен. Па 15 години лани почина, се до неговата смрт буквално одговараше на мејл за неколку сата, со години, 15 години ме водеше преку мејл со резултатите праќање. Така што најголемата поддршка медицинска ја имав од докторите во Австрија во тоа време, кога најмногу ми требаше реално. Многу е страшно кога зависиш ти од некој лек што нели може одеднаш да им текне да престанат да го произведуваат, одеднаш да им текне да престанат да го носат тука. Тоа беше страшна борба, 10 години, мислам дека ние скоро, можеби не 10, ама 7-8 години го набавувавме на црно од Австрија, ама мораш да се снаѓаш за живот. И замислете како им е на пациентите кои немаат како, немаат можности, и тоа не е нешто што можеш во аптека да влезеш и да го купиш. Лековите за ретки болести се така наречени лекови сираци, што главно се скапи лекови и не се достапни за било како да ги земеш. Еден од најголемите предизвици со кои што чуваме во 15-те години со кои што се бориме со болеста, ако може така да кажам, всушност е и дополнителната борба со здравствениот систем. Собиравме сметки од она се што си купивме, купувавме редовно, бевме одговорни родители и на крај бевме одбиени од Фонд за здравство за рефундирање на средствата, бидејќи тоа тогаш не било предвидено во Македонија. И така се живее во Македонија со ретка болест. Сега имаме повторно состојба во која што мојот син го изгуби еден од бубрезите заради тоа што беше афектиран од самата состојба, од диагнозата, не афункционален беше. Еве сега хидрофилните катетри со кои што во моментот се соочуваме со најголем проблем, всушност тие повторно ги шверцуваме. Македонската држава или ниту една македонска компанија немала интерес да ги увезува, можеби заради тоа што станува збор за помал број на пациенти, не знам, или пак можеби докторите не се запознаени дека постои таков тип на хидрофилни катетри, па ги третираат пациентите како од 20 век со катетри со нелатон, кај што развиваат дополнително уринарни инфекции, имајќи предвид да ја користиме модерната медицина.
фонд за здравство не го интересираат кај си го купиле помагалото и дали вие го шверцуваат. Вие сте должни да донесете документ, фискална сметка и таа истата да биде преведена на македонски јазик. Врз основа на тој документ, на тоа барање, фонд за здравство ви рефундира 50% за хидрофилните катетри. Ние секоја година се бориме за тоа да оди онака како што треба. Нашиот живот не зависи од тоа дали има промена на кадри во кај министри, било кој, нели, на било која позиција, затоа што за нас тие процеси треба континуирано, непречено да течат. Мојата терапија ја примам секој ден. Тој наместо да чувствуваш дека некој има позади тебе како родител да се повикаш некаде за помош, ти уствари треба да бидеш во исто време се за своето дете. И држава, и родител, и другар, и така натаму.